Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме. Драги пријатели, драги гледачи, поздрав од студиото на Адвентистичко радио Глас на надеж од Каладрици. Вие следите утринската програма Извор на надеж, емисија која се емитува во вторник и во четврток со почеток во 9 часот. Денешната емисија би сакал да ја започнам со еден убав библиски текст кој го наоѓаме во Псалам 18 глава 2 стих. Господ е моја карпа и моје прибежиште. Царот Давид бил цар, но имал своји противници. Често пати морал да го напушта својот дом и да се крие во планините. И затоа тој го пишува овој псалом, таму длабоко сокриен со своите војници, зашто имал непријатели, дури неговиот син Авесолом кренел во стание против својот татко. Тој вели: Господ е мојата карпа и моје прибежиште. Во несигурниот свет во кој денес ние живееме, драги гледачи, човекот бара нешто цврсто на кое може да се потпре. Давид тоа го нашол во Бога. Тој го опишува како карпа, нешто стабилно и непроменливо. Кога надежта е изградена на Бога, животот добива сигурна основа. Во Новиот Завет Исус раскажал многу приказни и во една тој зборува за човекот кој градил куќа, еден на песок, еден на карпа. Таму вели, кога дојдоа наводнение, дојде вода, бура и она куќа која беше градена на песок се сруши, а она куќа која беше градена на карпа обстанала, не се срушила. Меѓутоа, нашата духовна куќа исто така ние градиме. Ако ја градиме на нешто поминливо, световно, на песок што би се рекло, таа брзо ќе се сруши. Но оној кој гради на карпа, а Давид вели: Ти си, Господе, мојата карпа, мој заклон, моје прибежиште. Кога надежта е изградена на Бога, животот добива нова сигурност и нова основа. Нека и денеска Господ биде наша карпа, драги гледачи, и наше прибежиште. Одеме сега да ја видиме, да ја слушнеме молитвата Оче наш. Оче наш, кој си на небесата, да се свети името Твое, да дојде царството Твое, да биде волјата Твоја како на небото, така и на земјата. Лебот наш насушен дај ни го денес и прости ни ги долговите наши, како што им ги проштаваме и ние на нашите должници. И не воведи во искушение, но избави не од лукавиот, зашто Твое е царството и силата и славата во сите векови. Амин. О, света ног, во сјај се сите звезди, се роди Спасител на сиот свет. Беше во грев и робство сета земја, но тогаш Бог го даде синот свој. И сета надеж тогаш пак се врати, се ноди нов.
Сатана својот пат. Пастирски стражи слушаат со восхит, се јави ангелски хор во оној час. Во скромни јасли царот наш се роди, о каква милост Бог се објави. Чуј сладок звук во небесните војски, Осана ни се роди Спасител. Осана се роди Спасител. Христовото донесување во храм, раѓање и обрезание. Симеон и Ана. 12 годишниот Исус во храмот. Неговото детинство во Назарет. Глава 2. Во тие дни излезе заповед од кесарот Август за попис на сите жители. Тоа беше прв попис за управувањето на Квирини во Сирија. И отидоа сите да се запишат секој во својот град. Отиде и Јосиф од Галилеја, од градот Назарет во Јудеја, во градот Давидов, наречен Витлеем, бидејќи беше од домот и племето Давидово, за да се запише со Марија, свршената за него жена која не беше празна. А кога беа таму, нејзе и дојде времето да роди. Го роди својот син првенец, го пови и го положи во јаслиот и за нив немаше место во гостилница. Имаше пастири во тој крај, кои ноќеваа таму и го чуваа своето стадо. И одеднаш се јави ангел Господов меѓу нив и славата Господова ги осветли. Се уплашија многу. А ангелот им рече: не бојте се. Еве, ви соопштувам голема радост која ќе биде за сите луѓе. Зашто денеска ви се роди во градот Давидов Спасител, кој е Христос Господ. И еве ви знак. Ќе најдете повиен младенец како лежи во јасли. И одеднаш со ангелот се јави многобројно небесно воинство кое го славеше Бога велејќи: слава на Бога во висините, а на земјата мир и меѓу луѓето добра волја. Кога си отидоа ангелите од нив на небото, пастирите си рекоа помеѓу себе: да отидеме во Витлеем и да видиме што станало таму, за кое ни соопшти Господ. И дојдоа брзо и ги најдоа Марија и Јосифа и младенецот како лежи во јасли. А штом видоа, кажа се што им беше речено за тоа дете. И сите што чуја се восхитуваа на сето она што им расправаа пастирите. А Марија ги пазеше сите тие зборови, слагајќи ги во срцето свое. И се вратија пастирите, славејќи го и фалејќи Бога за се она што чуја и видоа како што им беше речено. А кога се навршија 8 дена, за да биде обрезан младенецот, му кладоа име Исус, известено од ангелот уште пред да биде зачнат во утробата. И кога се навршија деновите на незиното очистување според законот на Мојсеја, го донесоа во Ерусалим за да го представат пред Господа, како што е напишано во законот Господов, дека секое машко дете кое прво ќе отвори утробата да се посвети на Господа и да се принесе жртва
како што е речено во законот Господов, 2 грлици или 2 гулапчиња. А во Ерусалим живееше тогаш еден човек по име Симеон, и тој човек беше праведен и благочестив, и ја очекуваше утехата Израилева, и Светиот Дух беше врз него. Нему Светиот Дух му беше прорекол оти нема да види смрт, дури не го види Христа Господов. И дојде по вдахновение во храмот. Па кога родителите го донесоа младенецот Исуса за да го извршат над него обичајот според законот, тој го зеде во своите раце, му благодари на Бога и рече: Сега го отпушташ својот слуга со мир, владико, според зборовите твои, зашто очите мои го видоа спасението твое, што си го приготвил пред лицето на сите народи. Светлина за просвета на незнабожците и слава на твојот народ Израилот. А Јосиф и мајка му се чудеа на она што се зборуваше за него. Па ги благослови Симеон и рече на Марија мајката негова: Еве, овој лежи за паѓање и подигање на мнозина во Израилот и е знак против кого ќе се говори. И на тебе самата меч ќе ти ја прободе душата за да се откријат мислите на многу срца. Таму беше и пророчицата Ана, ќерката Пануилова од Асировото колено, и беше многу остарела, а со мажот проживеала само 7 години по моминството свое. Таа беше вдовица на околу 84 години и не се отстрануваше од храмот, служејќи му на Бога со пост и молитва, дење и ноќе. Во тој час пристапи и таа и почна да го слави Господа и им прикажуваше за него на сите што чекаа спасение во Ерусалим. И кога извршија се по законот Господов, се вратија во Галилеја во градот свој Назарет. А младенецот растеше и крепнеше со духот, исполнувајќи се со премудрост и благодатта Божја беше врз него. И секоја година родителите негови одеа во Ерусалим на празникот Пасха. А кога он беше на 12 години, тие пак отидоа по обичајот во Ерусалим. Но при враќањето, кога се завршија празничните денови, младенецот Исус остана во Ерусалим, а Јосиф и мајка му не го забележаа тоа. Мислејќи дека е он со друштво, изминаа еден ден пат и го бараа меѓу роднините и познатите. Па како не го најдоа, се вратија во Ерусалим да го бараат. По 3 дни го најдоа во храмот како седи меѓу учители, ги слуша и ги прашува. Сите што го слушаа се восхитуваа на неговиот разум и на неговите одговори. Кога го видоа, се зачудија и мајка му рече: Синко, што не направи така? Ете, татко ти и јас се измачивме барајќите. А он рече: Што сте ме барале? Зар не знаете дека јас треба да бидам во она кое што е на мојот отец? Но тие не ги разбраа зборовите што им ги кажа он. Излезе со нив, па дојде во Назарет и им беше послушен. А мајка му ги пазеше сите тие зборови во срцето свое. Исус пак напредуваше во премудроста и возраста и во благодата пред Бога и кај луѓето. I za to mu ja dajem
Војна во светот на духовите. Што мислите, какво оружје би употребил Бог ако мораше да учествува во војна? Сигурно не би се служил со некакво примитивно оружје како копија, пушки или обични бомби. Сосема е јасно дека оној што го создал атомот ги знае сите тајни на неговото однесување. Тој е способен целосно да управува со нуклеарната сила и затоа оној што го повика светот во постоење, како што вели Давид во Псалом 33, би можел да ги лиши своите непријатели од постоење со само еден свој збор. Меѓутоа, драги пријатели, книгата Откровение ни зборува дека на небото настанала војна. Да, токму на небото. Во врска со таа војна има нешто необично, затоа што не се спомнува никакво оружје. Уште почудно е што немало никакви загуби, нито на едната, нито на другата страна. Послушајте што пишува. И настана војна на небото. Михаел и неговите ангели војува против аждајата. И аждајата и незините ангели војува, но не надвладеја. И веќе не им се најде место на небото. И беше фрлена аждајата, големата стара змија, наречена ѓавол и сатана, кој го заведува целиот свет. Беше фрлена на земјата и низините ангели беа фрлени со неа. Ова го пишува во Откровение 12 глава од 7 до 9 стих. Не бил испукан нито еден куршум, нито едно копје не било фрлено. Немало смртоносно зрачење, немало ниту една жртва. Сатаната и неговите ангели ја загубиле војната. Тие едноставно биле исфрлени, протерани од небото. Небото повеќе не било нивен дом. Секој учесник во ова војна и ден денес е жив. Ниту еден поразен непријател не е зад решетки. Сите имаат исклучително голема слобода, иако Бог ги ограничил некои од нивните активности. Навистина е чудно. Ке откриеме, почитувани, и зошто е тоа така. Ке откриеме дека таа војна на небото била само почеток на една голема, повековна борба што се уште трае. Но може би се прашувате кога ќе заврши. Нема да има нито еден жител на Вселената која погрешно ќе го разбере Божјото постапување со бунтовниците, кој нема да биде исто како на почетокот. Нито еден случај нема да остане неразјаснет. Бог повеќе нема да мора да биде на испит пред своите поданици. Никогаш повеќе неговиот чист карактер нема да биде доведен во прашање. А во тој конечен судир, овде на оваа земја, од едната страна нема да има никакви жртви, а од другата нема да има преживеани. Побуната за секогаш ќе исчезне, а со неа и се што таа го однесе, односно донесе. Може би, почитувани, ви изгледа дека Бог е малку бавен во своето постапување, но не заборавајте, тој остава доволно време за да постапи праведно. Дали би сакале да било поинакво? Да се вратиме, почитувани пријатели, на војната на небото. Кој учествувале во неа? Михаел и неговите ангели, аждајата и незините ангели. Аждајата е наречена старата змија, ѓаволот и сатаната. Значи, ѓаволот и сатаната се едно исто. Со право е наречен и стара змија, затоа што бил маскиран како змија која го предизвикал падот на нашите прародители во Едемската градина. Но кој е Михаел? Очигледно е дека Михаел или Архангел Михаел, пишува во Јуда во 9 стих, не е никој друг туку Божјиот син, оној кого ние го познаваме под името Христос или Исус. Но некој ќе рече, чекајте, Исус зарем не беше роден во Витлеем, а ово се случило многу пред Витлеем?
Точно така, почитувани. Но пророкот Михеј, кој го прорекол Исусовото раѓање во Витлеем, пишува во Михеј 5 глава 2 стих, вели дека немало време кога оној што ние го нарекуваме Исус Христос не постал заедно со својот Отец. Исус не бил создаден како битие. Исус не бил ангел. Тој не бил ангел издигнат на повисока положба. Тој беше Бог. Тој е Бог. Апостол Павле во Евреите 1 глава од 13 до 14 стих зборува сосема јасно и тоа го изразува. Исус понекогаш се нарекува архангел, според Јуда, како што рековме, и според 1 Солуњаните 4 глава 16 стих, не затоа што бил ангел, туку затоа што бил возлюбениот војсководец на ангелите. Тој бил, заповедник на ангелите небесни. Интересно е што името Михаел во Библијата се спомнува претежно, ако не исклучиво, кога се зборува за судирот помеѓу Божјиот син и сатаната. Затоа е логично да се заклучи дека Михаел било името под кое Исус Христос бил познат на небото пред да се роди како мало дете во Витлеем. Значи, во таа небесна војна, Михаел и неговите ангели стоеле спроти сатаната и неговите ангели. Ангели кои му се придружиле во побуната горе на небото. И сега некој ќе праша, а кои се ангелите? Зар тие не се духовите на луѓето кои умреле на овој свет? Не, почитувани. Тоа не може да биде точно, затоа што ангелите постоеле многу пред нашата земја да биде создадена и првите луѓе. Многу пред некој да умре. Ангелите се создадени суштества со цел да го населат небото, светот во кој се наоѓа Божјот престол. Но мораме малку подобро да утврдиме кој е сатаната, бидејќи е важно да разбереме кои се учесниците во ова вековна борба. Од каде потекнува овој водач на побуната? Кој бил тој пред да биде наречен Сатана? Пред да стане ѓавол и бунтовник? Сигурно Бог не го создал ѓаволот, односно сатаната. Незамисливо е на небото да постои фабрика за ѓаволи. Но сепак, што се случило? Пророк Исаја го опишува зачетникот на побуната како, цитирам, Луцифер, син на зората. Исаја, 14 глава, 12 стих. Син на зората. Само еден блескав, светол ангел можел да го носи таквото име. Но нешто се случило. Настанала промена. Сјајниот син на зората станал ѓавол. Самиот се направил ѓавол и паднал од небото. Пророкот не открива и некои детали. Пишува, како падна од небото звездо Даниче, керко на зората, а ти говореше во срцето свое, ке се искачам на небото над Божите звезди, ке го издигнам престолот свој, ке се искачам над висините на облаците, ке бидам како Севишниот, пишува пророк Исаја во 14 глава од 12 до 14 стих. Значи се започнало во срцето, во умот, таму каде што започнува секој зло. Овој блескав ангел станал незадоволен од својата положба, дури и како највисок ангел. Тој го посакал дури Божјиот престол, сакал да биде како Бог, по мог, но не и по карактерот. Пророк Езекиел ги запишал следниве зборови што Бог му ги упатил на Луцифер. Ти беше помазан херувим што засолнува. Јас те поставив, беше на Божјата света гора. Совршен беше во патиштата своји од денот кога беше создаден, додека не се најде беззаконие во тебе. Срцето ти се возгордеја поради убавината твоја. Ти ја расипа мудроста своја поради сјајот свој. Пишува Езекиел 28 глава од 14 до 70 стих. Дали почнувате да разбирате, почитувани? Овој блескав ангел, кој бил толку ценет, што се наоѓал кај самиот Божи престол, станал горд на својата убавина и светлина. Пошол да мисли дека, иако е највисокиот ангел, не е доволно ценет.
Тој едноставно посакал неограничена мок и власт. Повеќе не сакал да биде ангел, сакал да биде Бог и дури изнад Бог, над Бога. Очигледно е дека Луцифер не се борел против овие мисли, напротив ги неговал. И така преку срцето на синот на зората, гревот влегол во Вселената. Никогаш претходно не постоел грев во Вселената, но никој освен Бог, кој е сезнаен, не знаел што се случува и што е грев и колку смртоносни ќе бидат неговите последици. Гревот е чуден. Не може да се објасни. Да се објасни би значило да се оправда, а тој не може да се оправда. Луцифер не можел да се оправда со тоа дека бил запоставен или отфрлен. Небото му дало се што требало да му даде, но тој сакал повеќе, уште повеќе. Во почетокот можеби ни самиот не ги разбирал чудните чувства во своето срце, но подоцна тие сигурно му биле разјаснети. Божиот син, Исус Христос, нежно го повикал да се промени. Верните ангели исто така мора да го наговарале да го напушти својот опасен пат. Но тогаш можел да се покае се уште и би му било простено, но тој бил премногу горд за да се покае. Почнал да ги шири своите мисли меѓу ангелите, се додека 1/3 од тие небесни ангели не залутале заедно со него, пишува апостол Јован во Откровение 12 глава 4 стих. Незадоволството довело до отворено непријателство, до отворена побуна. Луцифер, синот на зората, едноставно станал ѓавол. И тој заедно со своите ангели, кои станале демони, бил исфрлен од небото. Дали Бог на некаков начин бил одговорен за тоа? Зар овој блескав ангел бил создаден со некаква скриена мана? Зар Бог, почитувани пријатели, можеби ненамерно го создал ѓаволот? Не. Одговорот е не. Бог ништо не прави случајно. И Бог не создава ништо несовршено. Луцифер, како што малку претходно прочитавме, бил совршен од денот кога бил создаден. Се сеќавате на тоа, секако. Тој бил создаден совршен, но не бил создаден како робот. Бил создаден со слободна волја, со слобода на избор. Нему му бил даден тој опасен дар, слободата. Бог знаел каков ризик превзема. Знаел дека некогаш, некаде, некој суштество може да одлучи, да сгреши, да се побуни. Луцифер го направил токму тоа. Што требало сега Бог да направи? Уништувањето на Луцифер и на неговите ангели би било погрешно сватено во Вселената. Со тоа само би се потврдиле обвинувањата на бунтовниците дека Бог е навистина немилосрден диктатор, дека е тој тиранин кој не ги сака своите поданици. Морало да се дозволи семето на гревот да расте, се додека целиот универзум не го види неговиот смртоносен плод. Карактерот на сатаната морал да биде разоткриен. Бог морал да биде ставен на испит пред своите созданија, за тие да увидат кој е оној што навистина се грижи за нив. Затоа било потребно време, и илјадници години. Но немало друг начин, зашто ако останал само еден траг на побуна, ако останал само еден ум во кој прашањето за Божиот карактер не било разјаснето, таа побуна еден ден можела повторно да се појави и да ја загрози сигурноста на целата Вселена. Луѓето, ангелите и световите што не сгрешиле, морале да ги сватат страшните размери до кои може да доведе гревот. Морале едноставно повторно и повторно да ја согледуваат неговата немилосредна, лажна и сурова природа. Морале да видат
доволно од гревот во целата негова срамна реалност за целиот универзум, згрозен да се одврати од него и никогаш повеќе да не го допре. Зар немало начин сето тоа да се спречи, можеби се прашувате? Зар трагедијата на гревот била неизбежна? Дали морало да дојде до побона на небото? Не, секако, не морало. Бог имал неколку можности, можел да ја насели Вселената со празни светови, со галаксии без ниту трошка живот, со звезди што послушно се движат по своите орбити затоа што не можат поинаку. Но звездите не можат да изразуваат благодарност, почитувани пријатели. Не можат да сакат, не можат да љубат. Празните светови не би ја исполниле празнината во Божето срце, полно со љубов. Галаксиите, колку и да блескале со нивната светлина, не би можеле да донесат радост на светови од кои ниедно око не би можело да ги види. Како би можел Бог на љубовта, чии срце гори од желба, таа љубов со некого да ја сподели, како би можел таков Бог да биде задоволен со огромна, безживотна, недопрена празнина насекаде околу себе? Како би можел да молчи кога знаел дека звукот на неговиот глас може да повика во постоење бескрајни неми пространства на Вселената? Се разбира, можел да го исполни своето царство, например, со роботи, програмирани да слушаат, да обожаваат, па дури да зборуваат со љубов. Неговите созданија не би го изневерили никогаш. Немало да има ризик. Побуната би била невозможна. Но исто така невозможни би биле и среќата, задоволството и мирот. Бог и понатаму би бил осамен. Ако Создателот кој знае се, знаел кој ќе се побуни, тогаш можел да ги создаде само оние за кои знаел дека ќе му останат за секогаш верни. Можел да не ги создаде сите оние што некогаш би го нарушиле вселенскиот мир. Но, драги пријатели, дали тоа би била вистинска слобода? Дали таквата манипулација со чинот на создавање би била поправдана од манипулацијата со умовите и слободата на избор на неговите созданија? Тешко. Како би можел Бог да биде среќен, знаејќи дека Вселената е сигурна само затоа што тој ја отстранил и најмалата можност за побуна со тоа што не ги создал можните бунтовници? Постоела уште само една можност. Бог можел во секој миг, во секое време, да создаденото суштество да всади слобода на избор, да му биде или да не му биде верно. Ризикот навистина бил огромен, но можностите биле прекрасни. Тој го презел ризикот, ги создал ангелите и небото одекнало од песна, ги исполнил сите создадени светови со звуците на животот. Дали реков светови? Да, живот на други светови. Да, јас верувам дека постои. Затоа ќе проучуваме во наредните предавања. Секое добро. Амин. Glory.
Полека се ближиме кон крајот на ова наша денешна емисија. Драги гледачи, би сакал пред да се одјавиме, уште еднаш да ви понудам Нови Завет, книга над книгите, нов современ македонски превод, джепно издание, лесно се чита, со прилично добри букви, големи букви, дури без наочари може да ја читате, вие постарите, зато пишете ни на нашата адреса, на нашиот телефон 077 819 828, а ние ќе ви ја испратиме по пошта или нашите соработници ќе ви ја донесат на вашата домашна адреса. Доколку сакате да изучувате Библијата, еве ви нудиме и бесплатен курс на дописната библиска школа. Да ја видиме сега и самата реклама. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Еве не на самиот крај, драги гледачи, на ова наша денешна емисија Извор на надеж. Би сакал да ви се заблагодарам што бевте и денес со нас. Споделете ова емисија со ваши роднини и пријатели, има интересни содржини. Може исто така, значи, да им кажете да ја следат кога можат во вторник и четврток со почеток во 9 часот, што би се рекло во живо. Ми преостанува да ви посакам секој добро од Господа, да ви закажем нова средба во наредната емисија. До тогаш останете со здравје. Драги гледачи и слушатели, ја најавуваме новата дневна емисија на Адвентистичкото радио Глас на надежта, Извор на надеж, секој вторник и четврток со почеток во 9 часот. Биете со нас на нашата Facebook страна и на YouTube каналот Адвентистичко радио Глас на надежта. Почитувани, ќе имате можност да го започнете денот со убави мисли од Библијата, кратка духовна порака и избор на убава христијанска музика. Отворете го срцето и душата за дневните Божји благослови. Бог е извор на надежта. Ова утринска емисија, Извор на надеж, е токму за вас. Ве очекуваме.